Добар ден, дечки. Како сте? Гледам веќе неуморно чекате веќе 20 минути. Го решававте квизот? И колку имаше поен, туку не знаеш колку поени имаш. Овај пат не знаете колку поени имате, треба јас да ви го вратам. Ама нешто е многу симптома. Молам? Кога е квизо? Квизо е до идниот понеделник. Значи, се што ќе работиме оваа недела ќе биде отворено за решавање до недела навечер, тоест до понеделник. Наставничи јас грешив квизот. Да, ама не знаеш колку поени имаш, ќе дознаеш вечер кој ќе ти го вратам јас. Сега ќе ви споделам јас, не гледате ви уствари ништо сега, ќе ви ги споделам да ги видите резултатите, ама не вратени. Значи има еден проблем што не добивам известување, ама добро е што вашите стасуваат тука. Ќе се обидам да ви споделам нешто, значи вие може да го решавате тоа. Кој ни е? Каде е ова? Можам да го најдам? Teams. Ајде да видам. Ова ви е прозорецот, што го гледате, се гледаш ти? Да. Се годиме во Teams, во Assignments, уствари се извинувам. Појдиме во Assignments и ќе изберам едно оделение. Многу симптоматично беше во моето оделение, 605, ама слично е во другите оделенија. Додека почнеме со часот овие 5 минути, ќе ви ги покажам. Еве го, последниот квиз. Видите овдека долу пишува 13 април до 11:59. 13 април мислам дека е, ако не се лажам, понеделник. Значи квизот ви остава ословен 13, да, точно понеделник, до понеделник на полноќ. Во 605 овој квиз го решавале 6 ученици и многу симптоматично што сите 6 имаат ист број поени. Значи не ми е разгледан, еве кој го одговориле квизот, овдека пишува и кој го гледал квизот, ама не го доодговорил. Овдека горе кажува колку поени има вкупно, а овдека колку имат освоено. Значи ова е само за едното оделение. Сега ќе отворам назад. Молам? Сега за сите ќе поминам. За сите ќе поминам. Наставничи кај на некако? Денес не. 605, 604 одам сега. Шо? Кога? Кахут? Кахут? Ма, колку го сакат. Ајде утре ќе ви направам, ајде. Утре ќе имаме. Значи, во 604 никој го нема решавано. Квизот. Значи, никој го нема решавано. Во 603 јас не ги добивам мејловите, ама среќа тука остануваат резултатите, а секој што го решава друг надворешен, нема шанси да ги видам резултат. Тројца ги решиле. Го решиле квизот, а видиме кои се тие тројца. А наставниче? Молам? За гостите не можете да видите? Од 603. Еве, гледај кој е. А вака душо за гостите за да го решаваат. Го пратив на Facebook. Квизот. Значи, ако сакаш ти да го добиеш, прати ми порака по било на кој начин, ќе ти го пратам тебе да го решаваш истиот. Само има еден проблем. Јас нема да ги гледам твоите резултати. Ама ти за да си вежбаш, можеш слободно да решаваш. Прати ми мене мейл, секој што сака да го решава квизот, нека ми прати порака, јас ќе му го пратам квизот и тој ќе биде отклучен за да може да го гледате резултатот на крајот. Затоа што заради случката од вчера не можам да добивам мейл со ваши резултати.
Значи во тројката реши на гостините можам да ти ги проверам. Јас уствари можев да ги проверам, ама сега бидејќи таа опција ја немам, ќе ти го направам квизот за да си ги гледаш резултатите самата на крајот. Значи кој ќе го решиш веднаш да добиеш колку поени имаш. И опција да се видиш кај си сгрешила. Само побари ќе ти го вратам вечер за сите квизови. И како рековме во тројката тројца. 73 поени, 71 и 77 поени, што е прилично добро. Ајде да видиме во двојката. Ајде сега во двојката да појдеме. Значи 602. Да видиме тука, мислам четворица или 5 минути тука. Проверував, е четворица го решиле. Чи најмногу поени 77 има до сега некој. Еве исто и овдека. Ама имам и многу помалку. 11 и 22. Чи максимумот е 77 поени. Вече ќе ви го отворам уште еднаш ова истиот квиз, ама овај пат ќе го наместам за да може да го решавате колку сакате пати, за да ги научите задачите подобро. Ама не е лош резултатот. Ќе проверам за едниот час кои се грешките што ги правите, па ќе ги разгледаме заедно. Може така? Што денеска работи Office 365? Ма Office работи 365, делумно, затоа што јас не добивам мејлови. Ви кажав минатиот час, Office 365 функционира се додека не откријат дека уствари ние направивме измена во нашата, значи некој направи измена. Ние користиме затоа што од порано го имаме почнато и немаат проверено дека ние сте направили измена. Кој ќе провера дека е направена измена, се ќе заврши. На сите нас ни е скратен имејлот. Никој од нас не може да добие мејл. Значи јас не можам да ги добијам на мејл вашите резултати. Ниту па било што друго на мојот училишен мејл. Ама можам да испратам мејл. Ама не можам да добивам. Тоа е голема пречка, значи тоа е прв почеток за укинување на Office 365. Освен ако некој не се смилува покрај сето тоа што се случи, па да го врати назад, ама ќе видиме. Значи точно е 14 часот. Да ви го споделам тоа што ќе го работиме денес. Ќе почекаме уште. Па за 1-2 минути ќе почнеме. Значи еве ги задачите ги гледате што ќе ги работиме денес. Колку сме приклучени наставниче? Сега ќе видам. Не гледате вие колку се? Може во чатот. Сега одма. 51. 51. Мога? Да ти го провери, го видов 11, вече ќе ти го проверам решен и ќе ти го вратам назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи во ред. Значи ќе почекам уште некоја минута. Дали имате да прашате во врска со вчера тоа што го решававме? Мога? Дали во квизот ние можеме посебно да си видиме колку бодови имаме? Вие овај пат беше направен за да не можете да си видите. Да. Ама вечер ќе го преправам и ќе ви го пуштам уште еднаш. Значи првин ќе ви ги проверам грешките од квизот. Она што е сомнително да видам зошто имате сите исто поени, дали истите задачи ги имате решено или дали не исто грешите. Сите што ги решивте квизовите и утре ќе ги решаваме задачите што сте ги грешиле. Наставниче? Мога? Например, вака ако ќе бараме да речеме 30% од 12,7, нели викавте вие дека 100% е 12, така. Дали треба само со 10 да се крати или можеш со други броеви? Можеш со кој сакаш број се додека да дојдеш до 30. Како сакаш можеш. Важно да дојдеш до 30. Разбираш, денеска ќе вежбаме пак нешто слично. Наставниче колку да имаше? 84 мислам дека имаше. Ти Леона го немаше решавано, ми се чини. Молам?
Значи може го решаваше тој на Facebook, ама треба моите ученици нека се обидуваат да ги решаваат. Значи нема да добивате мејлови. Не, го нема поопшто. Знам, видов, забележав, ама му кажувам на сите мои ученици. Бидејќи нема да добивате мејлови. Знаете кај ви е се, каде работиме се уствари, слободно логирајте се и ќе најдете таму. Нема да добивате никакви информации. За сега така функционира. До кога ќе видиме? Значи ќе го користиме се додека можеме, а јас го преместив нашето оделение во случај на комплетно затворање на Office 365, ќе продолжиме да работиме од друго училиште. Значи повторно часовите ќе ги имаме во 14 часот. Значи без разлика каде ќе видиме цело оделение и сите гости ќе видиме на нова локација, ама ќе биде потполно идентично како сега. Значи сега 14:03 минути, за 2 минути почнуваме. Да прашате уште нешто? Значи, Решаваме задачи денеска? ќе решаваме, како не. Еве отворам нова страна, се спремам за задачите што... Нов наслов или да продолжиме? Па може тоа, но има нов наслов како што го гледате во поканата, ама можеме да си продолжиме, ќе работиме нешто слично. Разбирате? Нешто слично. Насловот е процес како дробка. Да, процентот како дробка напишан е насловот и ќе ви скренам на почетокот внимание, многу важно. Да научите да ги правите еквивалентните работи. Значи, уште еднаш ќе повторам. Ево ова практичен совет ќе копирам и ова ќе го решаваме како прва задача за денес. Уште една минута и официјално ќе почнеме. Еве вака. 59 сте присутни. Добро е. Добро е. Еве, 60 минус јас 7, 58 и 9, чи 50. Од 80 ученици, 50 се присутни. Сега ќе ми кажете тоа. Задача ќе направиме од ситуацијава. Почнуваме. Значи вака. Значи, добар ден на сите. Добре дојдовте на нашата училница. Некаде во облаците. Вака ќе ве исклучам сите, звучниците на сите, кој што сака да се јави, си знаете правилата како ние. Прв јавен, прв услужен, што би рекле. Значи, кој што ќе се јави прв за решавање на задачата, ја решава задачата, а тој што ќе биде втор, ќе решава наредната задача. Дали сме јасни за тоа? Продолжуваме сега на следниот начин. Ајде вака. На распоредот што го гледам од десната страна, имаме приклучено 60 ученици од 220 поканети. Колку се тоа во проценти? Ајде, ова го учев. Кој сака сега да се јави, да пробаме да го решиме? Ајде, почнуваме одма. Значи, нема друго јас. Слушнавме и завршуваме. Повели. Напишиме 100 и 220. Добро, може вака. Значи 100% е 220. 220. Добро. Ке го делиме со 10. И лево и десно, така? Да, тоа е 10. Нешто ништо не се гледа. Како не се гледа? Сите не гледате? Не се Не гледа. гледам. Јас Значи, ако имаш проблем, рестартирај го тоа телефонот, компјутерот и проби уште еднаш да се приклучиш. Ајде. Тоа 10 по 6 е 60. Пази, делиме со 10 полека. Значи вака. Да. Значи први делиме со 10. Значи 10% е 22. 22. Потоа од 10 да се стаса до 60, тоа е по 6. Добро, по 6. Добро, и 22 по 6 е 132, а ваму е 60%. Сега, внимавај каде е овдека грешката сушно. Грешката овдека е во следното. Ти на овој начин најде, сега ќе ти покажам,
го најде овдека. 60%, значи на овој начин најдовме 60% од 220 е 132. А во задачата што ни се бараше нас? Нас ни се бараше колку проценти од 220 се 60 ученици. Значи, вие сега, ако го користите овој начин, треба да најдите колку проценти од сите се 60. Значи, сега треба десната страна работејќи ја да дојдете до 60. Мола? Извинувам многу, но имате грешка. Ајде, повели душа дојдеме. На последното наместо 220, 200 имате напишано. Чекај да видиме. На последното, да, добро. Овдека, да. 220. Значи, овдека треба да е... сега ќе го избришиме и ќе го напишеме 220. Благодарам. Значи, треба да најдеме колку проценти од 220 се 60. Значи, сега треба бројот што беше 100% да го намалуваме за да добиеме до 60 ученици. Сега, ова е поприлично тешко на овој начин, ама како ви кажував? Дел од цело. Или вака се запишуваше во дропка. Колку се сите ученици што се поканети? Мола? Не, 132% од Не, внимавајте, колку беа сите поканети? 220. 220. А кој дел го бараме? Колку се присутни? 60, Така, сега што правевме? Ќе си кратиме со 2, ќе добиеме 30, уствари можеме директно со 10, ајде за побрзо. Кој ќе скратиме нулата, ќе добиеме колку? 6 врз 22. Кој ќе скратиме со 2, имаме 3 врз 11. Сега, учевме за 3 врз 11. Како оваа дропка да ја претвориме во процент или во децимален број? Бидејќи именителот е 11, е прост број, значи зборувавме дека дропката 3 единаестини се запишува како бесконечен периодичен децимален број. Бесконечен периодичен, значи цифрите ќе се повторуваат. За да го најдеме тоа, делиме 3 со 11. Колку е 3 со 11? Значи, 3 кој ќе го делиме со 11 не може. 30 со 11 е 2, 22, 8 останува, спуштаме, нели 0, 80 делено со 11 е 7, 77, ова е 30, значи повторно двојка, 22, 80, 7 и така натаму. Значи 3, 11 беше 0,27 во периода. А ако го претвориме во процент, требаше 3 да го помножиме, нели, да го помножиме по 100 и целото да го допишиме во процент. А ова значеше дека 0,27 во периода ќе го множиме по 100 и ќе добиеме во процент. Овој број значеше 0,27, 27, 27 и така натака. Ако го множите со 100, ќе добиете 27,27 во периода, ама процент. Значи, 60 ученици од 220 вкупно се
27, значи 60 ученици од 220 се 27,27 во периода проценти, ама рековме дека вака е многу незгодно, а овој број овдека, значи сега ќе го обојам поинаку, овој број овдека, го запишеме на следниот начин. 27 цели плюс 0,27. 27 цели останува, а 0,27 беше 3/11. Проценти. Ова го учевме минатите часови. Значи, 60 ученици од 220 всушност е 27,3 проценти. Дали ви јасно? Вака, на лоши бројки нема шанси да можеме да го погодиме обратно. Дали е јасно? Да. Малку се незгодни бројките, вакви бројки ќе имаме многу повеќе в година. Еве сега бројот ни се растори, имаме 66 вкупно. Зборувавме за 60, сега се 66, ама не е битно. Одиме на нашата задача. Таа што беше горе. Значи, вика задачата. Ама врвим бидете практичниот совет. Вие можете да определите било кој процент на тој начин што ќе определите 1%, а потоа ќе множите. Ова ќе го решиме на задачата што е тука. Вика, додадете 12% на сметка од 108 фунти. Пример, одите со семејството во Англија на ручек и сметката што треба да ја платите е 108 фунти. Но при тоа за услугата треба да додадете 12% кон сметката. Значи, треба да пресметаме. Сега ќе запишам. Значи, Колку се 12? да се, не, внимавај, да се додаде 12% на сметка од, беше 100 и колку фунти? На сметка од 108 фунти. Може да биде денари, евра, не е битно што. Сумата воопшто не е битна. Фунтот и од англиска книга е преведувана. Значи да се додаде, внимавајте сега. Внимавајте што треба да правиме сега. Овдека многу е битно да разберите. Вие не треба да најдите всушност 12% од 108. Значи, внимавајте, не треба да додадете. Туку вие треба на целата сметка да додадете 108. Како ви кажував минатиот час? Ви кажував дека целата сметка што треба да се плати представува 100%. Сега, на оваа сметка вие треба да додајте 12%. Треба да додадете 12% и да добиете 112%. Значи, кога вие ќе додадете одредена сума на некоја сметка или на било што, вие уствари го зголемувате оригиналниот процент. Че ова задача може да се реши на неколку начини. Првиот начин на кој што ќе решиме, бидејќи оригиналната сума е 100%, значи 108 фунти што треба да ги платите. Но, кафаната кај што ручате, има обичај дека вие треба да додадете за услугата 12% плюс од тоа што ќе го платите. Значи, вие треба да пресметате 112%, за да видиме колку треба да платиме. Значи, повторно истата финта како минатиот час. 100% се 108 фунти. Некако треба да дојдам до 12, за да дојдам до 112. Ај видете сега една финта ќе ви кажам. 10%. Ќе одиме побрзо сега од минатиот час. Ако делам со 10, ќе добијам 10% се 10,8 фунти. Така, 20% се дуплираме уште еднаш. 10,8 фунти дупло е 21,6 фунти. Сега, зошто најдов 20? Па мене ми требаат само 2.
Ако ова го поделам со 10, ќе добијам 2 фунти се 21,6 поделено со 10 сушност е 2,16. На овој начин видете што добив. Имаме 100%, имаме 10%, имаме 2%. Кој ќе ги соберам сите проценти обоени со жолто, значи ќе ги подцртам овдека, и ќе ги соберам 100% плюс 10% плюс 2% ќе бидат колку? 108 фунти плюс 10% е 10,8 и плюс 2 фунти се 2,16. Значи сега треба да собериме 108, 10,8 и 2,16. Забележувате како користам, како да ги пишувам во секој квадратче по една цифра, за да може да собираме правилно, да не сгрешиме. Допишуваме нули ако треба. 6, 8 и 1, 9, 8 и 2, 10, 0, 1, 2, 1. Вкупната сума, значи 112... Се извинувам, Повели? може малку подолу бидете сум на телефон? Малку подолу, за да го гледате? Еве го. Да. Добро е. 112% се всушност 120,96 фунти. Ова е конечното решение. Значи, и покрај тоа што сметката била 108 фунти, кои ќе ги додадете вие 12%, всушност вие треба да платите 120,96. Истото ќе се случи ако треба да одземите. Да намалите од сметката, например 12%, кои ќе имате попуст. Ама за тоа ќе зборуваме во некој од наредните часови. Значи, ова беше едниот од начините. Како да го најдеме тоа. Сега, рековме дека 100% беа 108 фунти. Бидејќи треба да најдеме 112, треба да најдеме 12% од 108 колку. Оти треба 12% да додадеме на сметка. Са како ќе го најдеме? 12% запишано како дробка од минатиот час е 12 врз 100. Од се запишува како множење и се пишува 108. 108 го пишувавме како дробка. Сега можеме да си упростуваме. 12 поделено со 100, кој ќе го упростиме со двојка, ќе добиеме 6 врз 50 по 108 врз 1. Повторно се кратат со 2, ќе добиеме 3 врз 25 по 108 врз 1. Јасно? Сега. Зошто е многу добро што добивме долу 25? Може би не требаше ни да скратиме затоа што имаме стотка, мислам дека ќе се скрати, ама видете. Сега овдека треба да кратиме уште повеќе, ама нема да можеме. Значи 3 по 108 е 324 врз 25. Бидејќи овдека нема да добиеме многу едноставен број, сега треба оваа дробка да ја прошируваме со 4. Долу ќе добиеме 100, а горе ќе добиеме 1296. Сега, наместо вака да работиме, кога ќе видите дека нема да може да се упрости, можевме уште од самиот почеток, бидејќи имаме стотка долу, да си помножите 12 по 108 врз 100. И 12 по 108 ќе го добиете 1296 врз 100. Но, зошто го направив на овој начин ова? Па затоа што многу е полесно да помножите 3 по 108, отколку 12 по 108. Значи секогаш е полесно да множите со помали бројки. И во едниот случај, молам? Молам, повели? Значи во едниот и во другиот случај добивате 12,96. Ќе пишем горе 12,96. Значи, олка 12,96 е сумата што треба вие да ја додадете
на сметката. Значи треба 108 плюс 12,96 или 120,96, колку што добивме в претходниот случај. Дали е јасно тоа? Или пак, кога додавате, кога на 100% ќе додадете 12%. Внимавајте сега. 100% е целата сума. 108. 12% не знаеме колку е. Овдека знаеме дека е 112%. И тоа не знаеме колку ќе го добиеме. При тоа, секој процент се пресметува од почетната сума. Сега, наместо да барам првин колку е 12%, можам да најдам директно колку е 112% од 108. Сега, како ќе го пресметаме ово? На било кој начин, преѓеска го пресметавме со множење и со собирање, сега ќе го претвориме со дробка или со децимален број. 112%. 112 врз 100 од се заменува со множење по 108 врз 1. Сега овдека се средува се среќавате со ситуација да кратите и да ја расипите стотката, то не е баш многу добра солуција. За таа цел, најдобар начин вие да помножите горе, а стоткава нека си остани од оздола во именител, па само ќе одземите две места на крај. Значи сега треба само да помножите вие 112 по 108. На било кој сакате начин. Сега бидејќи имаме троцифрен со троцифрен, ја ќе ви кажам начинот. Повторно моите ученици го знаат, ама за гостите уште еднаш и за сите што ќе го гледаат видеото. Како ќе множиме троцифрен со троцифрен број? Ќе пишуваме квадрат 3 по 3, или правоаголник. 1, 1, 2 за едниот број, 108 за другиот. Секој од полињата ги делиме наполу и само обична таблица имаме множење. 2 по 1, 2. 0,2. 1 по 1, 1. 0,1. 1 по 1, 1. 0,1. Значи, кога производот е едноцифрен број, се пишува 0 и производот. Ако е двоцифрен, ги пишувате двете цифри. 2 по 0, 0. Значи 0, 0. 1 по 0 е 0. Човека бидејќи е 0, сите се 0. 2 по 8 е 16. 1 по 8 е 8. 1 по 8 е 8. Сега, само ги собирате. Шеската си е сама. 0, 1 и 9 е 9. 2 и 8 е 10. 0, а 1. 1 и 1. 2, 1. Значи, 112 по 108 се 1, 2, 0, 9, 6 врз 100. Кога делиме со 100, цифрите се намалуваат 100 пати, значи ќе дојдат овие десетинки и стотинки, значи решението е 120,96. Затоа ви велев јас, заради ваквите лоши множења. Видете колку едноставно го решивме на почетокот со проценти. Повели? Горе на наследниците 12,96. Така? Мисли се 120 се греши. Чекај да видиме, може некаде сме сгрешиле при множењето. Ајде да видиме. Значи, вкупното 120,96 и преска и сега ни спадна. Значи, исто решение добив. Гледај. Јас сега може да сум сгрешил во пресметувањето, ама гледај. Ова е конечното решение. А види горе. 120,96. Еве го овдека. 120,96. Еве го овдека. Значи истото е. 12% е 12,96. Ова е 12%. И тие ги додаваш на почетната сума за да добиеш конечниот резултат. Јасно е? Ќе внимавајте. Да. Ајде ќе одиме сега на друг пример. Да видиме како ќе биде. Ево, 12,96. Значи, сега вака.
Ова е примерот. Значи сега повторно ќе ве подсетам на следните работи. Нешто што мора да го запомните. Значи сега учиме, ама добро е да ви се врежи во главата. Еден бројот е 100%, значи вака ќе пишам. Пред да почнам да е задачата. Ќе напишам број, значи како дропка, како процент и како децимален број. Слам број, ова не мора да стои. Значи вака, како децимален број или како број 1. Како процент беше бројот 1, 100%, ако како дропка е 1 врз 1. Потоа бројот 2, еве на пример, е 200%, а како дропка е 2 врз 1. Ако земам са една половина, една половина се добива кога бројот 1 ќе се дели на полу. Па 100% на полу, колку? 50%. Дропката е 1 цело, или питата, квадратот, поделен на полу е половина. Че овдека имаме половина. Гледа са децимален број го сгрешив овдека. Децималниот овдека треба дропката да биде половина, а овдека всушност треба да биде кој децимален број одговара на половина? А дечки? 0,5, половина од 1. Сега, ако половината ја земам наполу, значи ова половина наполу. Ова делче овдека сега го имаме, тоа е четвртина. Четвртината 0,5 наполу, вие петката наполу или 50, еве вака ќе допишем за да види полесно, е 25, па значи 0,25. Или тоа е 25%. Ако ни треба осмина, тоа е четвртината наполу, значи ова е четвртинката што ја добивме наполу. Значи сега тоа е ова делче овдека. Тоа е осмина. Тоа значи, сега треба да најдете колку е наполу бројот 25. Односно, допишете си 0, колку е 250 наполу. 125. Или тоа е 12,5% или 12,1%. Уште еднаш, и со ова завршуваме. Вие оваа година треба да научите да ги препознавате до 1/8. Значи да ги знаете еквивалентните дропки, проценти и децимални броеви до 1/8. Ама еве сега ќе ви кажам дека не е ништо страшно и понатаму. 1/16. Ова наполу. Тоа значи ова овдека сега наполу се прави. И се добива ова овдека делчето, ваму скрос. Ќе го бојам со друга боја сега тоа. Вака, тоа е ова овдека делчето. Ево овдека. Значи тоа е 125 наполу, бидејќи е непарен број, за да го направиме наполу, на 125 ќе му додадеме 0. Половина од 0,125 е 12 наполу е 6, значи 0,6, 50 е 25. Значи 0,0625. А во процент, овој процент наполу, или овој горниот, тоа е 6,25%. Или пак, ако го запишеме како децимал, како дропка, 1/4%. Оти 25, 0,25 е четвртина. Значи на овој начин треба да ги запомните овие основни за да ги пресметувате било кој. А зошто ни е потребно ова? Видите што треба да најдеме? 12,1%. Значи треба да пресметаме 12,1% од 72. Е сега. Молам? Ајде, иди се да решиш. Ќе ти исклучи се, приклучи се пак. Ако сакаш ти да решаваш. Е, така, добро. Добро, да, видов. Чисто колку време ќе трае часот? Па, ако имаш друга работа, можеш да одиш, часот ќе трае уште 10 минути најмалку. Значи една осмина што има 12,5%, тоа значи тоа е 12,1%.
Значи 12 според това ще го кажувавме овдека. 12 и една половина, една осмина, значи ќе го напишеш ти сега. Една осмина од... А тоа е колку? 72 делено на 8 и тоа е еднакво на 9. Еве видите колку е лесно. А ако не ви текнеше, што требаше да правите? Вие требаше да пресметате процентот во децимален број, значи вака да го запишите. Првин ќе го пишувате 12 по 24, 25 половини проценти, па потоа процентот, значи ова, па потоа 25 половини ќе го делевте со 100, па ќе добиевте 25 врз 200, па ќе си кратевте со 5, 5 врз 40, уште еднаш со 5 ќе кратевме и ќе добиевме една осмина. Затоа ве советувам, многу е добро да ги имате барем овие, додека ги научиме многу брзо да ги користиме, да ги имате при вас. Ајде да видиме се уште едно имаш. Ево, 66 и 2/3. Значи еве под две точки, 2 и. Ова е задача. Значи 66,2%. Е сега, овдека што треба многу брзо да во очите, во овој случај, да забележите. 66,2%. Треба да ја забележите дропката, што ви е дадена, значи ова е овдека дропка. Таа дропка ви кажува дека, уствари, овој процент е бесконечен децимален број. 2/3, бидејќи долу е тројката, е прост број, значи е бесконечен периодичен број. Сега имаше неколку начини. Едната од најбрзиот начин беше ако 2/3 ја проширите со 3 да добиете 9, затоа што ви кажав на еден од минатите часови дека 6/9 уствари е 0,6 во периода. Ова е најбрзиот начин. А вториот начин, ако 2 си го делите со 3, тоа е 0, нели? 20 е 6, 18 и ќе забележите дека шеската се повторува. Тоа значи дека процентот со ствари што ни е даден, 66,2%, сушност е 66,6 во периода проценти. Ама сега треба да го определиме од овој број овдека. Што е многу прилично незгодно. Што мислите, како ќе го најдеме овдека се? Оти овој бесконечен периодичен број. Че треба да го претвориме некако во дропка. Значи, 66,6 во периода е како децимален број. И са видите. А бидејќи процентот е делење со 100, 66,6 во периода ќе го делиме со 100. Така? Е сега, правилото за делење со 100 значеше дека цифрите, единици, десетки, нивната позициона вредност се намалува 100 пати. Значи цифрата на десетки, сега кој ќе се намали 100 пати ќе дојди, значи еднаш ќе биде единици, еднаш ќе биде десетинки, ќе биде 0,66 и така натаму. А бројот 0,666 во периода колку е? Како дропка? Дропката 2/3 или 6/9. Сега, може да пишете 2/3, но може да пишете и 6/9. Која дропка ќе ја пишете, зависи од бројот што ни е даден. Нас ни е дадено 48, значи задачата всушност е процентот што е даден, го запишавме како дропка 2/3 од 48 или 6/9 од 48. Нека остани првото. 2/3 од 48 колку? Се, да ве подсетам, ајде, после ќе решавате вие. Еден од начините, што најчесто вие го решававте
низ часовите, е 48 да го делите со 3, а потоа го множите со 2. Првото делење е 16 по 2, добивате 32. Ама како може поинаку? Бидејќи целото го делам на 3 делови, и целото е 48, бидејќи 48 треба да се, значи ова е 48. Бидејќи тоа треба да се подели на 3, секое делче е по 16. А бидејќи ни требаат нас две делчиња, тоа е 2 по 16 или 32 колку што добив. Значи конечно, задачата 66,2% од 48 е 32. Затоа што првиот процент го запишавме како 2/3 од 48 што е 32. Дали ова ви е јасно? Малку е незгодно, ама повели? А зошто само 2/3 6% како? Не јасно ми е мало. Вака сега. Ајде уште еднаш кажи душо не те слушнав. Не е, идентично е душ. Тоа е проблемот. Тоа е нешто што треба да... Значи, броевите што сега ќе ти ги направам со жолто овде, се идентични броеви. Првиот е процент, а втората е дробка што е еквивалентна на процентот. Значи, 66 цели. Уште еднаш ќе ти покажам. 66 цели. И 2/3%. Значеше 66 цели и 2/3 да се подели со 100. Така? Дали ти јасно ова? Е сега, ова можеш да го претвориш, ова е мешан број. Тоа е 66. Значи вака ќе го напишем. Чи тоа е 3 долу, 66 по 3 плюс 2, а долу 100. 66 по 3 е 198 плюс 2 врз 3, мислам дека е 6 по 3, 18, 8, 1, да, врз 100. А ова е 200 врз 3 врз 100. Дали ти јасно? Е сега, ова е двојна дробка. Ќе учиме нешто покасно. 200 по 1 е 200, а 3 по 100 е 300. Ако скратам сега со 100, ќе добијам 2/3. Е сега, ако не сакаш да работиш вака со двојни дробки, оти немаме се уште учено, затоа најдобар начин, јас како што ти објаснував, ова да го претвориш како децимален број. Односно, подели го 200 со 3. Ако го поделиш 200 со бројот 3, ти ќе добиеш 66 и 6 во периода. Е сега, бројот 66 и 6 во периода, значи ќе пишам вака. Ако го делиш со 100, значи цифрите двете одат од другата страна и решението ќе биде 0,666 и така натаму. А ова оснош беше 6/9, или ако си скратиш со 3, 2/3. Значи процентот и дробката се еден исти број. Дали? Јасно се. Да. Ајде вака. Еве сега решаваме последен пример. Ова е многу лесно и ова е многу лесно. Ајде, ова ќе го решиме сега и завршуваме. 9% од 25. Нека размисли кој сака од вас. Го решиме. 9% од 25. Лесен е процентот. Ајде, сака некој? Ама сега решаваше ти, нека се потруди некој друг. И потруди се сега таму решавај или па почекај да видиме да решиме заедно. Ако нема никој, ќе мора тебе да те послушам
да услушнам твојот начин, ајде. Ќе почекаме први да се јави некој, ако нема никој ќе не кажеш ти. Ајде некој друг да се пријави. Бидејќи не се расположени за зборување. Кој? Елена, ти си или некој друг? Знам дека си душа, можеш погласно да зборуваш и да кажеш и решаваме, ајде. Ништо не се слуша. Јас слушам, вие не мора да слушате, јас ќе ви кажувам вас. Ајде, Елена. Уф, ништо не те слушам. Чекај да го попуштам компјутерот. Ајде да видиме. Сигурно не е на спикер. Нема врска. Цело време така нешто е проблем. Ајде, не е битно, се слушам. Ајде. Добро. Ќе го поделиме со 9. Добро. И сега ќе го запишам како дропка и ќе го поделам во мешан број, ќе го запишам, тоа е 3,27, значи 2,9 по 2 18 и 7 деветини. Вака е најлесно да запишете кој имате делење со деветка. И сега, од претходната задача, 7 деветини се запишува како бесконечен, како 0,7 во периода. А бидејќи ова е 2 цели, ова ти е 2 цели плюс 7 деветини. Значи ова е 2 плюс 0,7 во периода, а ова е 2,7 во периода. Значи 25 поделено со 9 е всушност 2,7 во периода. Ама објасни ми зошто 25 со 9 го делиш? За да видиш колку се што? А вака душо, 9% како е запишен како дропка процентов? Да, ова е 9 стотинки или 0,09. Да. Значи сега, за да најдеш ти колку е 9% од 25, 9% од 25, требаше да пресметаш, значи, да го најдам за да го претвориш процентот во дропка или во децимален број, значи 9 врз 100 по 25. Значи ова се крати сега, со 25 горе 1 до 4 и ќе добиеш 9 четвртини. Таа е всушност 2,1 четвртина. Значи 9% од 25 е 2,1 четвртина. Запишано колку е ова во децимален број? Наставниче, Молам? јас подруго решив кој што Ќе кажеш, да, ќе кажеш сега и ти наредниот. Значи колку е во децимален број ова, Елена? Да, тоа е и решението. Значи на овој начин не можеш да делиш ти 25 со 9. Делењето ќе го ставиме после, има друг начин како се прави, ама сега ќе видиме другото решение, да го слушнеме од другиот ученик. Наставниче, и јас да решив. Ако ајде да видиме сега второто решение што се јави првиот ученик што беше. Вака. Момент уште да го приклучам лаптопот да се полни 2 секунди. А не. Ајде повели. Што бараме 9% од 25, Така. јас го помножив 9 по 25 и потоа го поделив со 100. Значи вака, бараме 9% од 25. Ти што направи рече? Ајде. 9, по 25 така, по 25 па го делено со 100. па вистото е 9 по 25, тука па поделено со 100. Ти 9 по 25 го доби колку? 225, па го подели со 100 и доби 2,25. Значи, истото решение си го направила тука, со таа разлика што јас овдека скратев. Кратев. Значи, ви советувам, секогаш, кога е можно да кратите, секогаш ќе работите со помали броеви.
Ајде да видиме другото решение. Дали е истото? Аз поинаку го Ајде да видиме како поинаку. 9% од 25. И за да најдам 9% прво побарав 10% од 25. 10% од 25 колку се? 25. Тоа е еднакво на 25 делено на 10 и тоа е еднакво на 2,5. Одлично. И сега? И сега уште еднаш поделив со 10 за да најдам 1%. Одлично. 1% од 25 е ова поделено со 10. Значи колку е тоа? И тоа е 2,25. Добро. И сега што направи наредно? И потоа помножив по 9. Не мора да помножуваш со 9 за да си ја комплицираш работата. Сега ќе ти помогнам тука. Одземи си. 10 минус 1 е многу полесно да одземаш отколку да множиш. 10% минус 1% е 9%. Значи треба да одземиш од 2,5% 0,25. И колку ќе добиеш? 2,25. Видиш, полесно е да множиш, да одземаш отколку да го множиш 0,25 по 9. Сигурно. Да, ама истото го доби, така? Јас ти кажувам како сега да го помножиш, да го одземиш за да го добиеш. Значи можете да си играте со процентите како сакате. Еве дечки, доста е за денес. Ви благодарам за вниманието. Задачите за што бија откај што ги копирав подготвените ќе ги направам во квиз. Утре продолжуваме со проценти и ќе ги решаваме задачите од двата квизови што ви се дадени. Задачите што никој нема да ги реши или задачите што ќе бидат грешни на најголем број ученици. Молам? Дали утре ќе имаме Кахут? Па ви ветив дека ќе имаме, па ќе гледам да направам. Наставниче утре во 14 часот исто? Да, исто не менуваме, дали тука или на друго место или на месечина, вие ќе имате час. Добро. Добро. Молам? Повели? Може, слободно душа. До гледање.